Добар ви ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски со новиот рецепт на денот, кој што ми беше исклучително интересен, затоа сакав да го споделам со вас, затоа што кога ја побарав рецептата, ми кажа: тоа ти е тури, печи, јади. И сега викам, како се вика? Па така вика, тури, печи, јади. Значи, нема и некое посебно име, затоа што повторно ги продолжуваме емисиите каде што пиперката, незиното царство пиперката, има главна улога во епизодите на вкусот на традицијата. Зошто би сакала овој рецепт да го споделам со вас? Зошто? Ке се храниме здраво, имаме зеленчук, имаме урда, но не губиме време, ниту за пржење, ниту за динстање, ниту за ништо. Едноставно, времето е најскапоцено денеска. Поскапо и од целиот мастрав, што треба да го ставите токму во ова јадење. Затоа велат дека времето е бесценето, ние ќе го користиме и ова го препорачувам токму на младите домаќинки кои што ќе се воодушеват од вкусот. За оваа тава ќе ви бидат потребни една главица кромит, 2 млади кромичиња, 300 до 350 грама урда, кравја, овча, значи каква сакате, една китка макдонос, еден голем патлиџан или 300 до 400 грама патлиџан, 3 големи убави зелени пиперки, 2 јајца, малку сол, триена сол, доколку немате триена сол, ставите босилек, ставите други мешани зачини, што и да имате дома, што вас ви одговара по вашиот вкус, малку масло и вода по потреба. Се редиме во тавата и печеме. Значи, прво ќе започнам од патлиџанот. Ја намастувам тавата, земјената тава со масло. Ете така. И сега редам кругови од патлиџанот. Ова е толку брзо, ако ќе се испече, добивате една прекрасна турли тава со урда. Фантастично. Ни да пржиш, ни ништо, се во рерна убавини. Вака, сега го редам патлиџанот на дното. Ке внимавате со солта. Еве како изгледа. Како изгледа да видите. Значи, го покриваме дното. Сега, ке ставам малку од урдата. Само да земам една лажица. Ете така. Половината, значи, ќе ставам да го покријам патлиџанот од озгора. Ова едно време ми стана хит дома, верувате дека секој ден. Ке станев сабале, додека се шминкам, додека се туширам, ова во рерна под фолија, обавезно го печев под фолија, потоа малку ќе го откријам, кога ќе се искрчкаше. Фантастично, не ми ни текнуваше да земам да пржам некој пинчор. Сега ќе го ставам кромидот. Исто на полумесечинки. И сега, вака, го двојам
така. Добро. И така, после ќе ставам пиперка. Еве го. Ставам пиперка. Па макдонос и повторно ќе ја повторам целата постапка, само што патлиџанот ќе го ставам најодозгора. Значи иде најдоле и најгоре. Ете, така сега ја ставам пиперката. Вака. И ќе оставам една за одозгора. И може уште половина да ставам. Ете, супер е, одлично. Сега ќе капнам малку масло. Малку масло и макдонос, половина од предвиденото. Супер. Одлично. И малку триена сол. Ете така. Сега ќе го ставам младото кромиче. Значи вака на крупни парчиња. Сега го ставам и кромичето одозгора. Убаво младо кромиче. Така. Одлично. Сега ќе му капнам малку масло. Многу малку сол, затоа што сепак сирењето е солено, тоест или урда или сирење. Ете така. Ова ќе ви дојде на вистина еден вид на една турлитава, но необичен рецепт. Кога ќе се спои урдата или дробено сирење, или имате и младо сирење, што исто, кој што е многу ефтино, кој што ги продаваат во специјализираните продавници за сирења, или еве што проба пред некој ден од Кораб Трница едно младо сирење, но вака дробено. Многу е ефтино и можете да го ставате во вакви јадења. Кога ќе пушти од неговата маснотија, кога ќе се спои со младиот кромит, со патлиџанот, со пиперката, леле, да не можеш да престанеш да јадеш. Еве. Но и тајната е баш во ова сол, шарената сол. Триена, кцана, како сакате. Ете така. Сега ќе доставам пиперката.
Остава малку за најот дозгора. Ете така, сега кромидот ќе го доставам. Така. Ќе ги двоиме едно по едно. Така. Можете и наместо вода, на крај да ставите и бело винце. Но јас повеќе сакам вода, затоа што виното, мојата другарка, например, го прави со бело вино. Мене виното малку ми го одзема вкусот на зеленчукот. Ете така, супер. Да направам место. Ете така. Ова ќе го одложам на страна. Му ставам малку масленце. Ете така. Еве и ова, да не биде средено. Сега ќе го пресечам и патлиџанот, остатокот. Ајде, можеме и вака. Можеме и вака. Така, сега го затворам со патлиџанот. И да не заборавам макдоносот, тој ќе биде под патлиџанот. Така. Го затворам вака. Ставам пиперката измеѓу. Така ќе даде посебно убав шмек кога ќе подгори малку од озгора. Така. Малку ќе наросам со сол и малку масло од озгора. Ете така. И малку водичка. Од прилика 1 децилитар. Ете така, доволно, затоа што, уште малку, затоа што ќе пушти зеленчукот. Драги мои, ова го печам прво на 220, да почне да крчка. Ке слушнам, нели, со фолија затворено. Ке се пече 1 час. Може да биде и да го намалите и на 200, меѓутоа нека се крчка. Потоа, кога ќе извадите фолијата, ќе видите многу течност, многу сос. На зеленчукот не му треба, нели, многу. Ги кршите 2 јајца, полевате, ја отворате фолијата и допекувате да промени јајцето бојата, дака малку да добие една медова боја и веднаш на трпезата принесете лепи салата. Не ви треба ни салата, само лепче принесете и некоја лута пиперче. Ќе уживате во ручекот, се гледаме со вас на трпезата откако ќе го испечам. Ете така, драги мои, нашето друштво се зголемува. Што туку пристигна на работа и Тамара од Чанг, вработената во комплексот Етно село Тимчевски, а со Цунче сме си најверни другарки. Редовна. Во кујната, редовна Тања, редовна во вкусот на традицијата во комплексот Етно село Тимчевски. И гледате, сега е токму најубавото време да дојдете овде. И зимо е убаво, но сега, кога се е разеленето,
толку е прекрасно, значи природата, пиленцата, реката пчиња, тука вкусните специјалитети. А сега ние ќе пробаме ова Тамар, ова е сечи, печи, јади. Значи ова е таква, кога немате време, драги мои, да направите, значи нешто што бара повеќе време, туку едноставно, еве вака ќе си испечете, јајцата ги ставивме од озгора и сега удри на макање. На макање. Ете така, сега, сега и лепче ќе ви дадам. Леле, таман си има сокче тука. Гледаш како пуштила урдат или сирење, што дае, што и да ставите. Значи, ептен, ова е само за ова. И вистинско време за вакви специјалитети. И не ти зима време, ставиш се да се пече и ти си бркаш друга работа по кујна, така? Ајде да го пробаме, леле. Ова и кога ќе се подизлади, уште покремасто ќе биде. Преубаво. Значи, за мерак. Ета, значи, како можеме да направиме нешто брзо, вкусно, да не ни одзема време, а се топи во уста, се топи. Убавиње. Да си наздравиме, пријателки мои, колешки во вкусот на традицијата. И, драги мои, ќе ве поздравам на крајот со една поговорка. Вела дека не си одите од некого за да му одржите лекција. Напротив, затоа што сте научиле својата. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.